Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 62-то издание на емисијата TV103, односно специализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии. Денес ќе ви говорам за една ТВ серија која немав можност да ви го привлечам вниманието кога се појави првата сезона, затоа што додека заврши незиното емитување и емисијата замина во свој виден летен одмор, па затоа си дадов ветување кога ќе заврши наредната сезона, со оглед на тоа што имаше најави дека ќе биде продолжена, ќе биде ставена на дневен ред на TV103, затоа што во втората сезона серијата стана страшно актуелна, со тоа што утринската емисија влезе во турбулентната денешница, во која сите живееме во овој ковид кошмар, со тоа што екипата на новинари од телевизијата UBA помина низ скандалот за сексуална злоупотреба од страна на еден од долгогодишните водители на емисијата, скандал објавен непосредно пред да започне пандемијата. Борбата за стекнување на доверба на гледачкиот аудиториум и пред се неговото внимание е во преден план на овие новинари кои што се составен дел од ТВ серијата The Morning Show, која се емитува на стриминг каналот Apple Plus и е посветена на работењето и раководењето со утринската емисија на телевизијата UBA, за кое што ќе ви говорам во ова издание на TV103. А на почетокот на емисијата слушнавме 3 композиции од пустинскиот стонерок бенд од САД Фу Манчу, односно еден од култните бендови од оваа сцена, кој дури од 1985-та постои на неа. Ги слушнавме композициите Trapeze Freak, Travel Agent и Mongoose, односно тоа се дела кои се наоѓаат Look Back on Dogtown and Z-Boys. И во продолжение ќе слушнеме и Hang Glider, уште една композиција, не можев да ја одолеам на неа, која што исто така се наоѓа на нивното ново студиско остварување, односно, како што можевте и самите да забележите, игрива музика имаат овие кралеви на пустината, со тоа што ја продолжуваат таа оставнина која ја има, која е зачната и пред се раководена од страна на Каја, со тоа што Скот Ридер е човекот кој што го предводи бендот Фу Манчу. Така што ова е едно одлично освежување на музичката сцена и секогаш кога се враќаат на неа, Фу Манчу прават еден прекрасен исчекор. Гигантоид, мислам дека беше последниот кој што го пуштав. Clone of the Universe, може би сум го нашал, не сум сигурен за него, меѓутоа за Гигантоид ви тврдам од 2014 дека и тоа како беше вртен во емисиите кои што ги водам. Потоа слушаме една композиција од Rage Against the Machine, традиционално, заради тоа што сте безобразни, тешко е да носите маски, а немате проблем да си правите лице едни на други, така што додека не ви дојде памет, ги слушаме Rage Against the Machine, со надеж дека по нивното преслушување ќе излеземе од овој ковид кошмар во кој што се наоѓаме. Year of the Boomerang ќе слушнеме од додатокот на нивниот прв студиски албум. А доколку сакате да дознаете како се работи во утринска емисија, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 62-то издание на емисијата TV103, посветено на ТВ серијата The Morning Show, која е американска драматична ТВ серија, создадена од страна на Джей Калсон, односно тој е човекот кој што стои зад House of Cards, и Кери Ерин, односно таа има работено на Bates Motel и Boston Legal. The Morning Show е создадена за стриминг сервисот Apple Plus, инспириран од книгата на Брайан Стелтер, Top of the Morning, Inside the Cutthroat World of Morning TV. Со оваа серија беше стартуван всушност стриминг сервисот Apple Plus на 1 ноември 2019 година и представува олицетворение на профилот на серии со актерски имиња кои би сакале да ги преводат нивните популистички серии за широк гледачки аудиториум, значи бараат таков
условно кажано powerhouse, односно актери од алистери кои што може да привлече внимание со оглед на тоа што има целат на квалитета, не на квантитет со самата понуда. Првата и втората сезона бројат по 10 едночасовни епизоди, што значи дека потребни ви се 20 часа за да изгледате во целост, односно 10 часа за една сезона. Ова е преголем обем за бинџање, дури и за мене, па затоа јас уште од првата епизода ја гледам недела за недела оваа серија. Иако тоа воопшто не ми е омилена практика и никому не ја препорачувам, сепак се придржувам до неа со оглед на тоа што некои епизоди дури и надминуваат 1 час време траење, па и да пропуштев една недела, наредната недела имав 2 часа за дружење со ликовите, што е горе-долу здрава доза за конзумирање. Секако, сега е комплетирана серијата, така што изводливо е да ја преполовите и да ја изгледате, например, во 2 дена една сезона, како што и јас би правил доколку не би ја гледал недела за недела, но не сакав да чекам да излезе во целост, иако немав со кого да ја коментирам воопшто, ниту еден од моите пријатели кои се љубители на ТВ серии не и обрна внимание и нема ни зошто. Втората сезона започна на 17 септември 2021 и заврши на 19 ноември. Односно потребни беа 2 месеци за незиното емитување во целост. Последната серија за Apple Plus, за која што правев епизода на TV103, беше Lizzie Story, а по неа ја објавија и Foundation, Invasion, Swagger, The Shrink Next Door, Acapulco, The Line. Продолжувајќи и нови сезони на некои од сериите кои што веќе ги има комплетирано, како што е, например, Тед Ласо. И не ми се допаѓа нивната практика на епизода недела за недела, но само така може да ги молзат нивните корисници со оглед на тоа што немаат квантитативна понуда, се фокусираат да ги развлечат што е можно полог временски период за да имаат повод плюс за да се претплатат. Во серијата станува збор за утринска емисија која се снима во Манхетен на UVA телевизијата, чии што долгогодишни водители се Мич Кеслер и Алекс Ливи, односно Стив Карел и Дженифер Анистон, водители кои достигнале значителни цифри на гледаност и го реформирале концептот на утринските емисии. По 15 годишна соработка пред камери, отпуштен е Мич поради сексуална злоупотреба, со оглед на тоа што си правил што сака со стажантки и девојки кои биле гладни за успех и искачување во телевизиската хиерархија. Алекс се соочува со младата и бунтовна теренска репортерка Бредли Джексон, умено Риси Витерспун, која ќе донесе промени во телевизијата, кои се косат можеби со застарените методи на водење, како што можете и од трейлерот да слушнете. Та го е олицетворение на гласот на вистината и искреноста пред се, и која на моменти знае да биде крута, но е непосредна во својот пристап и на тој начин се обидува да го привлече вниманието на гледачите. Секако дека главна проблематика е сексуалната злоупотреба на колешките и создавање на токсична работна средина во која сите го одобруваат предаторското однесување со нивниот молк, коментирајќи на средината во која би се преродил Харви Вајнстин, а во втората сезона сите се соочуваат со предизвиците на водење на емисија во ковид пандемија, неподготвени се разбира, под страв дека ќе биде објавена книга во која ќе бидат обелоденети пикантериите од скандалот, односно книга со потенцијал да уништи многу кариери. Сепак, фокусот на првата сезона е ставен за работењето во таа нездрава работна средина, насреде самиот миту movement, односно движењето миту, каде што се подигна глас против тие предатори кои што ги злоупотребуваат ингеренциите кои што им ги нуди нивната работна позиција само за да може да ги злоупотреба нивните колешки. Така што серијата фрола во првата сезона коментар на оваа токсична работна средина, а во втората буквално
ја пресликува реалноста и како сите ние бевме затекнати од страна на ковид пандемијата и како се рефлектираше истата во регуларниот тек на водењето на утринските емисии и воопшто кои се предизвиците да се прави емисија за време на ковид пандемонија, со тоа што ние во Канал 103 многу добро сме запознаени со сите пречки кои што ги добиваме за водењето на нашите емисии. Имено имаше, кога самата пандемија се случи, дури и забрана имавме ние за да се појавиме во радиостаницата. Подоцна проложи таа забрана која што беше за носење на гости, односно соговорители во емисиите, со кои што не би можеле да направиме до ден денес интервјуа. Така што и Канал 103 се соочува со сите тие проблематики за регуларно водење на една емисија, без разлика дали е утринска, попладневна или е вечерна. Секако дека ова е американизирана верзија, ова е сепак поставена на американско тло, значи пандан на тие телевизии кои што имаат национална концесија, кои во подоцнежниот тек на работењето на втората сезона конкретно си имаат и свој стриминг сервис, така што е малтене коментар на сите проблематики кои се однесуваат во сите обиди за справување со ковид пандемијата на рамниште на раководење на една телевизија, што за мене беше интересно како се соочуваат со овие предизвици не само пред камерите, туку и зад камерите. Со оглед на тоа што има тешки обвинувања со кои што треба да се носат одредени глорифицирани водители на оваа серија. In the dark night of the soul, it's always 3:30 in the morning, е наслов на првата епизода на пилотот. Потоа Sit at the Table, Chaos is the New Cocaine, That Woman, No One's Gonna Harm You, Not While I'm Around, The Pendulum Swings, Open Waters, Lonely at the Top, Play the Queen и The Interview се насловите на епизодите од првата сезона, а My Least Favorite Year, It's Like the Flu, Laura, Kill the Fatted Calf, Ghosts, A Private Person, La Amara Vita, Confirmations, Testimony, Fever се насловите на втората сезона. Првата сезона почна да се снима на Хелоуин 2018, односно 31 октомври во Лос Анџелес, завршувајќи со снимање по 7 месеци, а во мај 2019 беше комплетирана првата сезона со снимање. Втората сезона почна да се работи во 24 февруари 2020, па во март кога експлодира пандемијата, имаше пауза, што се разбира и се рефлектираше и за самото сценарио на оваа серија, па продолжи да се снима и да заврши исто така мај 2021. Значи со многу паузи, наоѓајќи некаков си начин да се консолидираат редовите, со оглед на тоа што секогаш кога ќе има барем еден болен на сет, престануваат со снимање, се чека 2 недели, значи има пролонгирање на текот на снимањето и сето тоа ја одолжува комплетирањето на серијата. Серијата е добитник на 5 Primetime Emmy награди, еден Screen Actors Guild награда и нема ниту еден Златен глобус за сега, кој заклучок може да се поправи наредната година, доколку не се заборави серијата и се олади до тогаш, со оглед на тоа што има едно златно правило дека ако веќе има 6 месеци од завршувањето на серијата, тешко која може да влезе во игра за наградите, со оглед на тоа што огромна е хиперпродукцијата и доколку не се разговара и не се дебатира за неа, многу лесно може да биде занемарена и заборавена. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, во продолжение на емисијата ги слушаме Whitpecker, конкретно ќе ги слушнеме со 3 композиции кои се наоѓаат на нивниот албум 4, односно The Stream of Forgotten Thoughts. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Варшава, од Полска, комбинација помеѓу психоделичен рок-н-рол, стонер рок и гранж влијанија. Тоа
може да го воочите дури од самата обвивка на овој албум, каде што се играат со најразновидна колажна, најразновидна анималистичка символика, така што од овој нивен одличен албум ќе слушнеме No Heartbeat Collective, The Trip Treatment, една одлична инструментализација има во оваа композиција, и ја слушаме Big Brain Monsters. Ќе ја слушаме и најавата за втората сезона на The Morning Show, и потоа ќе ви говорам за актерите и актерките кои што ја кронисуваат оваа серија. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 62-то издание на емисијата ТВ 103, посветено на The Morning Show, а во овој сегмент ќе ви говорам за актерите, актерките кои што ја предводат оваа серија. Една од нив е и Дженифер Анистон, која глуми Александра Алекс Ливи, односно водителката на The Morning Show на UBA, која што води заедно со Мич Кеслер, а потоа и со Бредли Джексон. Таа била интимно минатото со Мич и се плаши да не се дознае за незиното навремено нереагирање на скандалот кој што го предизвикува Мич, иако била запознаена дека незиниот ТВ партнер ги малтретирал колешките, условно кажем. Втората сезона е изфрустрирана од книгата која ќе ги обелодени практиките во телевизијата и има потенцијал да ја уништи кариерата. Алекс е само бендисен лик кој не го почитуваат колегите баш поради тоа незино премолчување, политички, поигрува буквално со сите што има корист, и тоа незино лицемерие, таа фасада која што ја представува за успешната водителка на утринска телевизија е ужасно неистржано и не добива на позитивен прием кај останатите незини соработнички, со оглед на тоа што не е солистички спорт водењето на една емисија, напротив е групен труд, и доколку се нема поддршката на екипата, односно тимот кој што стои зад неа, Алекс немаше да биде тоа што е. На сето тоа таа се заблагодарува со тоа што ги премолчува овие инуенда кој што ги има самиот Мич. Не се тоа инуенда, тоа се нарушување на личниот интегритет кој што тој се наметнува всушност на колешките, со оглед на тоа што ја злоупотребува моќта која што ја поседува како сега веќе култен водител на утринската програма. Риси Витерспун ја глуми Бредли Джексон, младата теренска репортерка која што доаѓа како засилување на утринската програма откако ќе биде избркан Мич од работа. Таа е бескомпромисна новинарка која што е лесбека и го крие тој незин исказ од јавноста, и има проблематичен брат кој што дополнително го комплицира незиниот живот со тоа што таа живее доаѓа од југот на Америка, од конзервативно семејство, значи има проблемот со објавувањето во јавноста, па станува јавна личност, па тоа е дополнителен притисок за кој што има некаков си идеал дека треба да бидат радиоводителките хетеросексуалки, во кој што секој ќе може да ужива во нивното присуство и појавување на екраните. Значи, рудиментарни погледи на идеализирани пред се човечки битија кои што немаат никаков допир со реалноста, туку се некако заковани од тие беби бумерски, односно од 50-тите години во САД, тие нуклеарни семејства каде што најконзервативното нешто што постои е утринската програма, а луѓето кои што ја водат се само конзервативни, не како што може да се забележи, баш и поради тоа скандалите кои што се случуваат се запрепастувачки, со оглед на тоа што се кршат со тој урнек, односно со тој идеал кој што се проектира за како би требало да се однесуваат водителите на утринска емисија, кои што треба од 3:30 да станат по полноќ за да може да бидат свежи и да може да ги водат тие утрински термини, што воопшто не е лесна или помала задача. Били Крудип го глуми Кори Елисон, односно тој е CEO на UBA, односно алчен раководител кој за слава и за пари, кој што се обидува да има бенефит од секој чинител во телевизијата, од секој скандал да го заврти во позитива. Се спријателува и со Алекс во една ситуација и со Бредли, кој
сепак не го порекнува фактот дека е користолюбив и арогантен пред секонд бордот на управители на кои што им се наметнува како решение во кризна та доба во која што влегува и UBA и дури го најавува стриминг сервисот како едно дополнително решение за излез од пандемијата. Марк Дуплас го гледаме во улагата на Чарли Чип Блек, односно извршен продуцент на The Morning Show, кој е близок соработник со Алекс, нејзин личен продуцент на незината емисија, кој со години нели е продуцира, но е воркохолик и чие што девојка, односно сопруга, страда од неговата обсесивна преокупација со работата. Втората сезона е комичниот лик кој што не може да ја пронајде неговата звезда, односно Алекс, кога ќе избега во Италија за да се сретне со Мич Кеслер, нема да биде достапна и ќе ги лаже сите раководни дека да комуницирам со Алекс, секако ќе се јави, ќе се појави, секако дека ќе дојде, што воопшто не е така, таа не е ни во државата. При тоа добивајќи ковид. Гугу Мбатаро ја глуми Хана Шунфилд, таа букира таленти за The Morning Show, односно има еден посебен сектор каде што има продуценти кои се наменети да исконтактираат со гостите на емисии, да ги подготват за појавување пред камера, односно да направат секаков бекграунд, позадинско истражување за нив, за да им го приложат истото и да им го сосредоточат на самите водители. Таа функција е непостојачка во ова радио и во грото медиуми во Македонија, заради тоа што, како што и самите добро знаете, посебно ние од Канал 103, не само што сме водители, не само што сами си истражуваме за потребите на емисиите, сме и технички обучени да се справуваме со духовите кои што живеат во миксетата во радио, така што овие позиции кои што треба да екзистираат во нормални држави, во нормални услови, кај нас се заменети само со еден човек кој што треба да ги има сите тие улоги, што е само по себе Монти Пајтоновски подвиг. Нестор Карбонел го глуми Јанко Флорес, односно тоа е метеорологот на The Morning Show, кому му се заканува канцелирање поради еден негов испад, меѓутоа интернетот памти се и последиците секако дека ќе ги снесе со оглед на тоа што ова кенсел култура не бира ни време, ни место, ни зошто, ни кому. Едноставно кариери се упропастува без разлика на тоа дали некој се покајал или не за тие одлуки кои ги донел свесно или несвесно. Мија Джордан е ликот кој што глуми Керен Питман, односно таа е една од продуцентките на The Morning Show, исто како и Бел Паули, која што е глуми Клер Конуей, која што асистира на продукцијата во првата сезона и гостува само во втората. Потоа го имаме Дизантери, кој што глуми Даниел Хендерсон, ко-водител на Викенд изданието на The Morning Show. Тој е човекот од сенка, од позадина, не може да добие своите 15 минути во неделните изданија, туку му припаѓаат само Викенд изданијата на утринската програма, што е една тегова која што не може да ја надмине баш поради тоа што не ги исполнува критериумите за да биде славното лице на утринската програма, со оглед на тоа што е афроамериканец, со оглед на тоа што има расна стереотипизација, уште еднаш повторувам на тој демоде концепт на како треба да бидат представени таткото и мајката на нацијата, какви што се Алекс Ливи и Мич Кеслер, што всушност воопшто не се такви. Туку е еден спој на развратник и лицемерка. Потоа во серијата го имаме поранешниот сопруг на Алекс, кој што е Джейсон Крег, кој го глуми Джек Девенпорт, и да не го забравиме злосторникот на серијата, глумен од Стив Карел, една многу тешка улога да ја одглуми со финеса, односно тоа е Мич Кеслер. Тоа го потенцирам заради тоа што најчесто сме навикнати да го гледаме во офис и во комедии. Меѓутоа, тука има многу тешка задача да биде сериозен во тој пристап, со тешки обвинувања кои што ги има направено против своите колешки, така што се носи со
непремостливи тегоби и срцепарателни сцени му преостануваат за овој лик. Тој е отпуштениот ководител на утринската програма Morning Show, кој што 15 години ја водил заедно со Алекс секој ден, 5 дена во неделата, 52 недели во годината, но во меѓувреме ги злоупотребувал колешките кои сакале да напреднат во кариерата. Тој им бил одскочна даска директно во неговиот кревет. Предаторот по отказот се повлекува во Италија, кај што фаќа корона, се спријателува со документаристка и има фатална судбина, откако и самиот ќе биде канцелиран и никој нема да сака соработува со него. Стела Бак ја груми Грета Ли, која што е одговорна за вестите во UBA, ја забележуваме неа во втората сезона и да не ја забораваме во втората сезона Тај Фицджералд, која што глуми Руари О'Конор, односно таа експертка за социјалните мрежи за UBA, уште едно поднова во екипата на телевизијата, што треба да биде во чекор со модерните текови. Не знам колку телевизијата воопшто може тоа да се нарече дека е со оглед на тоа што е еден одминат бастион од времето. И секако да не ја забораваме прекрасната Лора Питерсон, која што е глуми Джулиана Маргуилес, односно водителката на вестите во UBA, која што е всушност девојка на Бреди и ќе има можност дури да глуми со неа во една епизода. Така што ова се накратко ликови кои што се појавуваат во првата и во втората сезона, иако предводена е секако од елистерките Дженифер Енистон и Риси Уитерспун и секако дека не смеат да се заборават ниту Марк Дуплас, ниту па Стив Карел, заради тоа што имаат круцијални улоги во раководењето со серијата и носењето на тешките актерски одлуки во неа. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, ги слушаме продолжение Prehistoric Pigs, односно ги слушаме композициите C35, Old Reds и The Fourth Moon, кои се наоѓаат на истоимениот нивен албум Fourth Moon. Тоа е, ако не се лажам, четврто студиско издание, бенд кој што постои од 2012, ни доаѓа од Удине од Италија. Станува збор за комбинација на стонер рок, стонер метал, инструментален бенд со многу тешки рифови, со болни премини, така што се придржуваат до оставнината на Black Sabbath најстрого што можат. Ја знаат вредноста на рифот и неговата тежина и моќност и тоа го применуваат најдобро што можат. А по нивното преслушување се враќам во да ви говорам за одредени специфики кои што и поседува ТВ серијата The Morning Show. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 62-то издание на емисијата ТВ 103, специализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ви говорам за ТВ серијата The Morning Show. За самиот крај на оваа емисија ќе ви посочам неколку специфики кои што ја карактеризираат ова серија. Именно таа има најава, за разлика од многу други ТВ серии за кои што сум ви говорил, и секојаш ќе ги преферирам сериите кои што искористуваат тој вовет од една минута кој е даден, кој што секоја серија може да си го земе и да си го допушти. И секојаш ме радува кога ќе направат еден краток филм како најава, всушност едноминутен филм како најава на сето тоа што следува. Интригантно е тоа што искористена 3D анимација на топчиња кои што се бркаат низ платформи, пресликувајќи ја работната динамика која што се случува во канцелариите, односно во самата серија. Така што дури и со 3D анимација за една мелодрама може да се искористи ако се има идеја зад која што се застане, така што тоа е за пофала во самата серија, а режисери се Мими Ледер го снима пилотот на серијата, потоа по две епизоди имаат и Дейвид Френкел, и Лин Шелтон, и Такер Гейтс, Роксен Досон, Мишел Макларен, Кевин Брей, Лесли Линка Глатер, Джесика Ю, Рейчел Морисон, Викторија Махони и Мигел Артета. Мислам дека сите режисерки на ТВ ги ангажирале, се шегувам, има многу повеќе од тие. Меѓутоа е прилично
добро полово избалансира на изборот на режисерки и режисери кои што стојат зад реализацијата на оваа серија. Музиката, од која што ќе имаме можност да слушнеме сегменти, ја работи Картер Борвел, односно тоа е фамозниот композитор со кој што соработуваат браќата Коен. Тој прави една интригантна комбинаторика помеѓу пијаното и жичаните инструменти, така што за тоа ќе се увериме во самиот епилог на емисијата, со тоа што ќе слушнеме и неговите подгревачки очекувања, односно исчекувања на решавањето на скандалите кои се наметнуваат во оваа серија. Во поглед на самата сценографија, работена е во канцеларии, во студија и во хотели, каде што се одвива действието, а сниматели се Дейвид Лазенберг, Майкл Грейди, Џон Броли и Джефри Уолдрон, кои што најчесто снимаат во ентериери. Во поглед на самата монтажа, веќе напоменав дека се едночасовни епизоди и знаат да бидат предолги и да има празен од во нив и расплинување во чинодействија кои што не допираат до главниот тек. Конкретно ова се однесува на водителот на утринската емисија за викенди, неговото пробивање, метеорологот, значи споредни нишки кои што мислам дека не придонесуваат нешто многу за диверзитетот на проблемите кои што се наметнуваат, да ги има, меѓутоа не дека со нивното разработување, недоволно разработување се дава на поголемо значење на нив во поглед на костимографијата и шминката, сите се дотерани нели кои застануваат пред камерите. Нема надприродни елементи, сувопарен е хуморот, да речеме дека има обид кога за еротика кога Кеслер се наметнува во неговата просторија каде што е насамо со колешките, меѓутоа тоа не е значаен подвиг за потенцирање, ниту па за естетизирање на еротско рамниште. Има многу мало употреба на визуелни ефекти во самата серија, специјално не ни станува збор. Во поглед на флешбек секвенции има од нивното доаѓање, односно многу кратки винјети има за тоа кои биле и што биле во минатото, меѓутоа сепак фокусот е во сегашноста, има допир и со дадени сонети сегменти. Во поглед на жанрот е мелодрама, на англиски се говори во оваа серија. Меѓутоа, погледот на остатоците делува како серија од 2000-ти, со еден застарен модел и облик, како што се и самите утрински емисии. Не инвентивни се визуелните решенија во неа, без разлика на изборот на актерите, сметам дека на визуелен план најмногу потфрла оваа серија за да се издвои од останатите. Задржан е континуитетот на епизоди со проширено действие кое што мене ми го задржуваше вниманието, меѓутоа мене ме задржува самата тематика да ја гледам, заради тоа што ми е интересно да следам како се одвива динамиката во самата телевизија. Иако, уште еднаш потенцирам, споредните ликови имаат неинтересни приказни за следење, главниот фокус сепак е посветен на носечките ликови, а слични серии, секако дека недостижна е The Newsroom, во споредба со оваа серија, заради тоа што според мене The Newsroom е најдобрата серија за раководење со еден медиум. Потоа ја имаме Loudest Voice, серијата за која што ви говоре во рамките на TV103 и раководењето на Fox News. Потоа ја имаме зад кулисната Unreal и да ги напоменеме уште Little Fires Everywhere, Truth Be Told, Scandal, The Good Wife, Mad Men, Suits, Big Little Lies, Fleck, Defending Jacob, I May Destroy You, Hex, Your Honor, Feud. Значи, ова се серии кои што мелодрами кои што допираат до естетиката повеќе на тоа што се цели во серијата, односно имаат високопрофилни актери и актерки кои што ги предводат. Условно кажано може да се стави во категорија заедно со нив, меѓутоа секако најблиска на тематско рамниште со Newsroom, Loudest Voice и Unreal, според мене. Во контекст на атмосферата знае да биде тензична во миговите кога треба да се пресуди за тоа како ќе се одлучи за понатамошниот тек на телевизијата и игрите и сплетките кои што се водат за решавање на проблемите кои се наметнуваат и со ковид пандемијата и со Мич Кеслер скандалот. Потоа
гледливоста е загарантирана, тоа дефинитивно барем за мене беше фактор и постигната беше убедливоста без разлика на тоа што имаме актерки од високо профилно што наш потенцирам кои што па најдобро им одговара тоа да бидат славни личности што е блиско до нивната ситуација во која што се во реалноста и може многу лесно да се преточат во популарни личности кои што се познати на јавноста и да ги изиграат тие карти, така што верувам дека никаков проблем тоа на Дженифер Анистон и Риз Уитерспун не представувала со оглед на тоа што Дженифер се глуми веќе од Френдс до ден денес. Во поглед на самиот епилог се збогува Алекс во камерата и мислам дека тоа убаво го чини затоа што не знаеме дали ќе се ослободиме од ковид пандемијата или ќе научиме да живееме со неа, така што серијата е директен коментар на реалноста, испреплетена е и зависи од самата реалност, со оглед на тоа што раководењето со самиот медиум дефинитивно ќе зависи од начинот на кој што ќе се води справување, односно како ќе се справиме со самата ковид пандемија и какви последици тоа ќе има на начинот на применување, односно доаѓање, стапување во контакт со гледачкиот аудиториум, дали се уште ќе постои тој застарен модел на студиските емисии, утринските телевизии, дали ќе може да се реаранжира и реафирмира со оглед на тоа што постои еден нов свет што се нарекува интернет, релативно нов за нас, иначе всушност тоа е прилично стар во светски рамки, каде што други се агенциите, односно кои што диктираат, раководителите кои што диктираа за јавното мнение, дефинитивно не се тоа водители на ТВ емисии кои што се крајно заборавливи и невпечатливи, нивното мислење воопшто не е релативно, не е регуларно и нема никаква тежина во денешницата, така што е интересно да се погледне каде би се движела оваа серија во наредната година. Се надевам дека ќе има некаква си по-динамична разврска и ќе може овие скандали да се остават зад себе и да се направи нешто интересно, односно да се даде коментар за пост-ковид функционирањето на новата реалност во која што сите ние живееме. 8 од 10 е мојата евалуација, продолжение ќе има ако настанат корисни решенија во утринските емисии во таа пост нова реалност која што се надеваме дека ќе биде составен дел од содржината на The Morning Show. За крајот на емисијата, како што ви ветив, ќе слушнеме композиции на Картер Борвел, односно тоа е човекот кој што ја работи музиката за филмовите на Джоел и Танкуен, односно тој има работено со нив уште од Blood Simple, така што ја го очекуваме и последниот негов потфат, односно The Tragedy of Macbeth да слушнеме и The Alchemist, односно тоа се остварување кои што ќе ги слушнеме крајот на оваа година и почетокот и наредната година, така што тоа е композитор кој што има придонесено и за музиката за Тод Хейнс, односно за Wonderstruck и Керол, ако не се лажам, за Twilight сагата има работено и за мал милион на други филмски остварувања. Сепак е еден култен композитор кој што ни доаѓа од Нью Йорк, кој што ќе имаме можност да ослушнеме како човекот кој што ја создава музиката за The Morning Show. Конкретно ќе слушаме композиции кои се наоѓаат и може да слушнете во втората сезона од оваа серија. А вие го слушавте 62-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализира погодностите и недостатоците на првата и втората сезона на The Morning Show. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао!